Нова седмица, нов термин за ново издание на емисијата Мој став на фреквенцијата на М телевизија. Почитувани гледачи, ви благодариме што и овој пат убравте да бидете токму на нашата фреквенција. Справувањето со создавање на здрава животна средина е дефинитивно еден од најтешките предизвици на денешницава. Токму со сите оние директно и индиректно поврзани теми со животната средина ќе имаме можност да поразговараме со мојот денешен гостин и соговорник. Станува збор за господинот Антонио Таневски, советник комунален инспектор во Скопје. Господине Таневски, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од студиото на М телевизија. Како сте? Одлично, благодарам на поканата, се чувствувам пријатно. Поздрав сите гледачи на вашата телевизија. Актуелна е, оди на интернет и мислам дека гледана е според бројот на таму. Така, на нашата интернет платформа и секако на YouTube каналот на М телевизија. Се надам дека ќе презентираме некој мој гледање како службено лице кое се грижи за хигиената и за чистата екологија во градот, посебно и во општина Кисело кај што работам, и да пренесеме некои искуства околу мојата работа, околу... Токму така. И во најавата кажав, мојата цел ќе биде да пренесеме дел од темите во кои што е опатена нели животната средина како еден најважен сегмент на денешното живење. Советник комунален инспектор, што точно подразбира тоа? Тоа значи дека се грижи, со еден збор кажано народно да кажеме да сватат сите гледачи, се грижиме за хигиената во градот и во општините во градот Скопје. Значи, што контролираме? Контролираме све што нема газда, значи све што е државно. Улици, патишта, тротоари, велосипедски патеки, кеови, подрачје покрај водни тела, реки, езера, канали, значи урбана средина, детски игралишта, секаде каде што постои опасност од загадување и од оштетување на животната средина. Тоа е еден широк спектар на... Така, ние двајцата малку задоцнивме овде, бидејќи надвор имаше густ сообраќај, честа појава што се случува и конкретно овде во Скопје. Дали тоа е во вашата надлежност? Па дел е у мојата надлежност, што значи тоа, дека они дел што е загадувачкиот дел го работат инспектори за екологија, меѓутоа мојата надлежност контролирам дали тие возила излегуваат со валкани тркала, дали тешките моторни возила имаат поклопец, дали е од отворен камионот или затворен, и дали тие возила се у состојба хаварисана, а се движат по улици, што значи дека не има местото на градските улици. Како ќе го прокоментирате, господине Таневски, густиот сообраќај? Како би движеле кон подобрување? Како би се... Па, значи, тука е... Тоа се едни контури кај што офатен цел инфраструктурен проблем. Значи, факт е дека Скопје се шири, се зголемува бројот на граѓани, бројот на возила, меѓутоа мора малку да се внимава и на оној градежен дел, например, пред да се прават тие колективни стамбени објекти, да се направат нормални услови за живот. Поголеми улици, подостапни, да се растарети сообраќајот со повеќе ленти, меѓутоа тоа не е мој домен да го коментирам, тоа се на урбанистите. Факт е дека Скопје е такво како што е, меѓутоа мора да се подобри сламата слика, да се зголем бројот на улиците, да се прошират, да се направи едни, како да ви кажем, едни коловози кај што нема така да има многу густ сообраќај како што е во другите западноевропски градови, мислам. Сум видел. Ќе се сложите ли со мене дека сето тоа треба да почне од свеста на поединецот? Да, точно е тоа, да. Мислам, видите, ние сме сами ковачи што вика да судбината. Ако сам не внимаваш на екологијата, таа знае дупло да врати у негативна смисла. Истражувајќи за темата и за се она кое што ќе говориме денеска за здравата животна средина, несомнено овде се поврзани малите диви депонии како еден главен еколошки проблем, посебно во руралните средини во Македонија. Како точно малите диви депонии ја загадуваат животната средина? Па гледајте сега, значи има голем број на несовесни граѓани кои што отпадот што го формираат, дали гадачен отпад, дали отпад, не знам, од пластика, од гуми, од масла за возила, не го спроведуваат на законски начин, него тоа го користат за горење. Изгледа така им е најбрзо да се отарасат од него. Со тоа прават голема штета и на самата животна средина, а прават голема штета и на здравјето на луѓето. Значи, јас кај што работам, постојат порурални места, да кажеме, у село Драчево, Усие, Припак, кај што се забележани значи диви создавачи на луѓе кои што прават диви депонии. Значи, буквално палат се што им дојде до рака. Меѓутоа, тука мора да се запази социјалниот момент, тие се обично од пониски социјални слоеви,
буквално користат за грејање, да се загреа зимно време. Меѓутоа не е тоа причина да го горат кај што не треба. Како се справуваме со малите? Прво, најословно е да го фатиме сторителот. Имаме сознание за некои луѓе, имаме и глоби пишано за создавање на диви депонии. Доста луѓе се казнети. Исто така во координација со правните служби даваме барање до обвинителство да се поднесат кривични пријави. Значи постои член во кривичниот законник кој што ја тангира таа тема, значи загадување на животна средина, нарушување на стабилноста на екосферата, нарушување на здравјето на луѓето и понатака се ја брка работата во обвинителството. Меѓутоа тоа што е направено мора да го очисти некој. Општините согласно своите финансиски средства ги чистат тие диви депонии и нормално ги носат после тоа што е остатокот на регистрирана депонија, пример Дрисла, на други места кај што се Каква е казнената практика? Да, казнената се казнува. Имаме казни предвидени за физички лица и за правни лица. Казните некој вика се мали, некој вика се големи, меѓутоа дали се мали или големи тоа го одлучува предлагачот на законот. Се движат од 50 евра за физичко лице, па до 100.000 евра за правно лице. Да. Сега наактуелно е горење. Сме фатили некои правни субјекти како горат надвор населени места покрај реки, покрај водни тела. Така сме на исфрлање на градежни и тука материјали. Буквално, значи тука буквално немаме пардон. Значи Македонија е мала, секој се знае, меѓутоа кога станува збор за чиста издава животна средина, инспекција не сме да има никаков пардон. Значи се казнува, ако има остов се казнува. И значи таа пракса ние ја користиме, можеби не е популарна, меѓутоа друг метод немаме. Значи постои еден член во закон се вика опомена, меѓутоа опомена за некоја мала казна, меѓутоа за вакви големи штети кои што прават по екологијата, не сме да има опомена, него се пишуваат големи глоби. Продуваат ли со плод казните? Се освестуваат ли? Па обично доколку се мали глобите, знаат луѓето да се платат казната, од 200 до 500 евра знаат да се ја платат казната, има такви случаи. Со тоа што ако се реши да ја плати казната, ние им даваме улеснителна околност да ја плати казната упола. Значи, ако е 500 евра, да ја плати за 250 евра врху 8 дена. Ако не поднесуваме барање до суд за прекршоци. И понатака судот се брка својата работа. Меѓутоа знам дека и судот работи по закон. До сега мене ниедна казна не ми е падната на суд, ми се потврдени. Значи, гледам дека и судиве се свесни дека кога станува збор за загадување на животна средина, не сме да има пардон. Загадуваат и физички лица и правни лица, имаме секојдневни случаи интересни. Некој што најмногу сум се радувал, тој прави проблем, така да све е до свеста на човекот. Негде позади камерите, начелно кога ја договаравме темата, споменавте како една од најголемите ваши болки уништувањето на зелените површини. Точно е да. Јас сум значи факт е дека Скопје се урбанизира и ќе се урбанизира, меѓутоа еден од основните начела на заштита на животна средина е мислам зеленилото. Со самото уништување на зеленило, верувајте, се зголемува и загадување, се формира таа стаклена градина, значи и постои опасност на загадување на воздухот. Меѓутоа таа урбанизација се продолжува. Се уништува зеленило. Дури пред 5 години се донесе закон за урбано зеленило, кај што се предвидува со секој одобрење за градба, што го даваат урбанистите, да има 20% зелен појас. Јас го гледам тоа дали има околу парцелата и секој инвеститор мора да се придржува кон тоа. Значи се уништува зеленило, се прави зграда, се прави колективен објект, меѓутоа мора 20% да има зеленило. Нормално дека инвеститорите си сакаат, се го гледаат профит, тоа е нормално, и се помалку зеленило ставаат, меѓутоа ја ги контролирам тие работи, во рамките на моите надлежности ги опоминувам дека 20% зеленило мора да имаат. Состојбата со урбаните мафии не е како на некое завидно. Така, не би навлегувал тоа, тоа не е целосно под ваша надлежност, меѓутоа факт е дека Скопје многу се шири, многу се формираат тие колективни стамбени објекти. Јас сум тука сум роден, тука живеам, знам многу подрачја зелени што беа, сега се гради. Зашто да, се прават такси за зазеленување, меѓутоа таа шумска дрвна маса не може за 5 години да се формира како што била пред 50-100 години. Еве се имаме, знам дека мојот градоначелник жолчно се бори да не се уништи расадник, да расадник го викаат последни бели дробови на град Скопје. И стварно кога гледа човек таму се осеќа попријатно, поладно е малце внатре, има овошје, мислам такви дрвенести растенија што придесува да се намали температурата. Меѓутоа сопствениците се инсистираат да се прават колективни стамбени згради, како ќе биде не знам, меѓутоа на Скопје му фали многу зеленило според мене.
А да не збориме и за водно, дека веќе малтене почна да се гради скоро до средно водно, меѓутоа тоа е друга општина и тука нема надлежности. Меѓутоа имате надлежности во делот на уништувањето на урбана опрема. Сега чинам нешто од неодамна се случи да бидат уништени детски игралишта, детска урбана опрема во одредени паркови од страна на малолетници. Како што вели законот во тој дел? Тоа беше во друга општина, точно, меѓутоа постои закон за малолетници. Кај што малце се се постапели по овој случај. Тоа мислам дека Министерството за внатрешни работи и моите колеги од општина Центар имаат постапено. Нормално постапката тече и тој што е, значи имаме баш се разговара со колешката, имаат и ги евидентираат и на камери и дека се тече постапката, прекршачно или кривично ка се гонат тие луѓе така. Сега дали ми значи глобата за уништување на урбана опрема е 200 евра според законот на чистотата. Јас сум фатил во кисела вода. Несовесни граѓани како уништуваат, кршат и сум изрекол глоба. Меѓутоа истиот закон го спредува и Министерството за внатрешни работи, они се пофлексибилни, така помобилни и они вршат контрола во доменот на својата работа, вршат контрола и на тие детски игралишта. Некогаш и да не планираш, ќе најдеш ке видиш некој прави штета, дали крши, дали влегува со возило во детското игралиште. Има закон, постои и тоа е, мислам, глобата е 200 евра за физичко лице за уништување на урбана опрема. Така се вика чинелата. Така, кога говориме за возилата, еве јас пак ќе се навратам наназад, ми споменавте дека имате надлежност во оние камиони, кога ја споменавме тука и урбаната мафија со камиони кои што предизвикуваат нечистотија исто така во градот. Како го регулирате тоа? Значи, кога се прави зграда, се формира градилиште. Така. Колегите градски инспектори контролираат околу објектот, околу катноста, околу одобрението за градба. Меѓутоа, јас исклучиво чекам надвор, пред градилиште. И гледам кои камиони буквално излегуваат со валкани тркала. Значи, инспекторот оди на терен? На терен, да. Значи, да рачистиме, инспектор не е за во канцеларија. Така. Инспекторот може да дојде во канцеларија 1 сат, да се напие кафе, чај, да поразговара со колегите, да прими странки, да прими граѓани кои што си имаат некои проблеми. Излегува на терен и од 3 до 4 повторно се враќа, да се направи записник, да се направи некое решение, да се пише казна, да дојде странката што е опомената, што е казнета. Така, значи, во тоа што го спомнавте, значи, многу сум тука строг, али секогаш прво поменувам. Секој градилиште што ќе го заприметам дека постои, се отвара, нели, колективен стамбен објект се прави, оставам опоменат дека се должни при излегувањето возилата да бидат чисти. Не сме да има кал, не сме да има земја, не сме да има ѓубре на патот. Кој не почитува, никогаш јас не кажнам од прва, кој не почитува, втората опомена е глоба. Глобите се движат исто од 200 евра за физичко лице, а нормално тие камиони се на правни субјекти. Тука се глобите од 2 до 3000 евра од денска противредност. Тоа, значи, еден од основните принципи сега кога се загадува, значи, јавната средина е влегување у собрега со прљави тркала. Значи, буквално има градилишта кога искочи камионот, не се гледа асфалтот од земја. Така, тоа е моето следно прашање, колку почитуваат инвеститорите, што покажува значи, праксата? Праксата покажува дека, ајде да кажеме, околу 60-70% почитуваат, меѓутоа оние 20-30% што не почитуваат, од разноразни причини. Заборавив, не ми текна, вака, онака. Не, сум дал опомена, и не покажам, сум дал опомена пред месец дена, повторно сте практикували истата практика, нечистите гуми, глобата е тука. И гледам дека нормално, Македонија е мала, секој се знае, проба да, нели, тие ургенции постоеле, ќе постојат, меѓутоа мора да се напомне дека инспекторот е независен, неселективен и објективен во својата работа. Опомена се дава, после опомена века нема опомена, глоба е. Како рековме по закон и по устав. По закон, значи спроведуваме закони, спроведуваме устав и нормално тие што се ратификувани договори со Европска унија, што се тие. Несомнено здравата животна средина е поврзана со чистотата. Исто така сме затекнали луѓе што буквално уништуваат во паркови сечат дрва, значи свеста му е на многу пониско ниво и тука сме безмилосни, значи не може да сечеш дрво во парк или да кастриш ружи во парк, се знае кој сече, градот или општината, комуналното предпријатие. Имавме случаи на крадење на цвеќиња од јавни објекти. Имав и тоа, и го има и кај мене, меѓутоа знаете како е, некој го прави тоа да го продаде, да извади парче леп, меѓутоа што се вика, кажете барем, јас ќе ви скинам ако треба на некои луѓе, буквално, значи, а немој да правите, значи, некој садал, вложил труд, го поливал тоа дрво, го негувал, сега вие преку него да го снема. Сум фатил такви луѓе и сум им рекол, или насадите повторно, вие ќе насадите, таков е законот, повторно такво дрво ќе насадиш или глоба ќе ви пишам. Значи, го разбирам овој социјален момент, има, знаеме дека сме социјална држава, тоа неспорно е,
Народ се снаоѓа на секој можен начин, меѓутоа кога се работи за почитување на закони, тука не сме рацина, пардон, верувајте. Така. Се сече дрва, значи и у приватен имот исто не сме сече дрво. Мора да се има одобрение од град Скопје. За потоа да дојдат служби да го сече тоа дрво, ако е мислам старо, заболено, суво, значи не може да го сече обичен граѓанин. Мора да дојде екипа од град Скопје да го обележи и потоа го сече градот или општината во рамките на своите надлежности. Се си има, народски кажувам, своја Има такви пријави така. да се сечат ореви, меѓутоа јас сум дал решение или да посадиш исто такво дрво, ама не стенко него со така габаритно или ќе си платите глоба. Значи тука кога станува збор за урбано зеленило, јас немам пардон, верувајте. Ако сака нека биде најблизо како направи прекршок, нема да помине пријатно. Граѓаните дел од нив се навистина несовесни, Несовесни, така. предизвикуваат честотија, предизвикуваат еве вакви ситни или поголеми проблеми, меѓутоа се не простуваат кога во градот ќе потврли можеби град Скопје или оној кој што е надлежен во делот на нечистотијата, во делот на Така, отпадот, ѓубрето. Сега скоро се случи градот да биде преплавен, чинам контейнерите да бидат преплавени со отпад. И тука интересно е тоа што поединецот реагира веднаш. Веднаш се реагира. Да, видите, значи ние исто како инспектори, освен што вршиме надзор на физички лица и на правни субјекти, можеме да и контролираме и давателите на услуга, што се оние јавни предпријатија што вршат услуга кај граѓаните, пример, водовод, комунална хигиена, улици и патишта, паркови зеленило. Значи инспекторот мора да гледа нивната работа, значи секоја поплака од граѓани за несовесно работење, значи даваат услугите пошто ние ги плаќаме тие врски, нели плаќаме сите вода, комунална хигиена, тие давачки ги платиме. И нормално чим плаќаме, сакаме да имаме нормална постапка, да не се секираме дали ќе го соберат ѓубрето сега, како што е праспоред или после 3 недели. Значи давателот на услуга или дали ќе немам денеска вода 5 сати или 5 дена, или не знам дали таа улица има дупки или нема, значи мора да се асфалтира. Значи сите тие јавни предпријатија ние ги финансираме со давачка која што е регулирана. Затоа се они обврзани давањето на услуга што го дава, да го даваат на начин граѓанот да биде задоволен. Поплаките доаѓаат до вас? И до мене доаѓа. Да моравме да изречеме за жал на едно јавно предпријатие од град Скопје глоба. Па сега ќе видиме дали ќе регулираат, ако не регулираат ќе дајме на понатамошно поставување. Знаете она што не се обилеше ѓубрето редовно летниот период, се жалеа кај мене граѓани, ми даваат дописи, ми даваат слики. Ги упоменав дека треба да го собираат ѓубрето редовно и согласно распоредот што има, меѓутоа имаше некои нивни оправдани забелешки, не знам, камионите се на регистрација, ваму таму, меѓутоа тоа граѓанот не го интересира. Посебно во летен период, кога собирањето на ѓубре мора да биде редовно, пошто постои опасност од зараза, од инфекција, Так. несакани последици. И моравме да издржиме глоба, па сега ќе видиме што ќе биде понатака. Нормално дека реагираше жолчно јавното предпријатие, меѓутоа јас нив сум ги опоменал во минатото за дека кајте камионите влегува со прљави тркала, дека има и цедоци тече по улица и овој пат морав да им издржам глоба, што секако не е популарна метода, меѓутоа немав друг начин. Антонио, години наназад Македонија е меѓу првите места, за жал во првите места на загаден воздух. Како ќе У топ 3 сме секојаш. У топ 3. Да. Што ќе превземеме по тоа? Па, ние што можеме да преземаме како инспектори, преземаме, како локални инспектори, меѓутоа овој проблем е државен. Тука се вклучени многу субјекти, значи државни инспектори, комунални, државни инспектори за екологија. Ние како комунални инспектори мораме да се изавазиме нашите закони, да гледаме да е чиста јавната површина, да е чисто покрај водни канали, покрај реки, езера, тоа немаме нормално езеро во Скопје. Заедно со колегите инспектори за екологија вршиме надзор на тие што се капацитети индустријски, што се да кажеме како поголеми загадувачи, автолакерски, автолимарски, значи објекти, пекари, фризерници, па и големи објекти како ОХИС, УСИЕ, значи сите тие институции се обврзани да пред да почнат да работат да имаат еколошки дозволи, да имаат елаборати за заштита на животна средина, со кои што се обврзани својата дејност да ја прават на начин да не ја загадуваат животна средина. Меѓутоа, за жал, многу од нив не ги почитуваат тие мерки. Знам дека колегите од град Скопје имаат поднесено кривично против циментара. Кај мене во Киселова во Охрис имаше еден проблем, се истекуваше еден газ, загадувачки, дојдоа државни инспектори, се преземаа мерки, значи посебно од периодот што викам ја од ноември до март мора да се биде на штрек секогаш. И дежураме, одиме втора смена понекогаш, значи ние колку што можеме придонесуваме со нашата активност, меѓутоа верувајте мора да работи свеста на граѓаните. Ако они сами не се свесни за колку значи тоа да биде чист градот,
ние со нашите мерки уште повеќе можеме да им ја отежниме работата. Не пишуваме казни, знаете, ако не се почитува. Меѓутоа, свеста мора да работи. Мора да се греат како што треба, да не се греат со отпад, со не знам пластики, со гуми, со улја. Ако свеста не му работи него, казната ќе биде само наша обврска, меѓутоа загадувањето на обврска е едно јавно добро, нели? Така, споменавме на неколку наврати град Скопје, Така, Министерство за внатрешни работи, некои други Така. институции, Правиме- општините да, секако. да. Моето прашање е колку сте искоординирани токму со овие тела институции, како комуницирате ли постојано на Јас како инспектор 15 години работам оваа работа, комуницирам, ме знаат, мислам и колегите од град Скопје, од МВР, од пазарна инспекција, некогаш правиме заеднички и акции. колку е потребна таа соработка, сакам верувате, да потребна прашам. е, пошто многу општини кумурат со инспекциски служби, а соработката ни е уврзана и по закон за инспекција дека мора да соработат институциите за јавното добро. И соработуваме и со МВР, соработуваме и со градските инспектори, некогаш дававме заеднички дежурства на цела територија на град Скопје, значи буквално од Рачево до Сарај, и имаше успех. Сега некако таа комуникација после короната како малку да згасна, меѓутоа ние што сме свесни за својата работа, повторно ги обновуваме тие контакти со град Скопје, со другите општини. Еве јас сега работам и во општина Ѓорче Петров, со меѓуопштинска соработка, така да и таму веќе ме знаат, и таму се вртам меѓу граѓаните, се движам. Добро, клучно и Да. значено е да постои корелација помеѓу Така, гледам сите дека тела институции. владата е со намера да формира комунална полиција, како ќе го изведе тоа не знам, меѓутоа верувајте дека ние, значи, самата нужност на работата налага координација со други служби. Затоа што има некои работи ги покрива државната инспекција. Големите објекти што се индустријски, тие се под надлежност на државните инспекторат за екологија. Меѓутоа ние одиме со нив и кажуваме кај е таа локација, кај се наоѓа таа депонија. Ме разбирате, у тој контекст. Исто така и пазарна инспекција често ни помага кога имаме диви продавачи на земјоделски производи, посебно актуелно е сега да се продаваат производи за зимница, производи за јадење, значи се знае до кај може да се чува тоа, значи не може да се продава на улица земјоделски производи. Тоа е Има тоа, многу надлежности Многу во има, вашата да, професија. да. Моето прашање е дали секој инспектор си ги знае своите надлежности и дали инспекторите се поделени по надлежности. Се поделени така, значи секој инспектор спредува еден сплет на закони. Например, јас спредувам закон за јавна чистота, закон за комунални дејности, закон за управување со отпад, закон за урбано зелениło, а колегите закон за управување со отпад, колегите од екологија, сродни закони се, тоа се закони за бучава, закон за животна средина, загадување на вода, воздух, почва. Еве некојаш ќе видите можеби некој инспектор за животна средина, подобро ќе ви го објасни тие работи. Меѓутоа се координираме. Значи буквално инспектор никогаш не се оди сам на улица. И од безбедностни причини, знаете, закани постојат и вербални обиди за физички напади. Никој не сака да биде ударен по џеп. Ме разбирате, а башка плюс ако некој се прави, еве кој сум јас, роднина ми е градоначалникот, роднина ми е министерот, роднина ми е, меѓутоа тука верувајте инспектори по закон не сме да подлегнеме на таков притисок. Кој ќе го споменеме зборот инспектор како Така, збор, кај обичниот човек, кај обичниот граѓанин не се создава некоја слика за некоја мека и топла личност. Така. Меѓутоа, Еве ги пак дојдо, еве ги пак ја казнува. дали навистина е тоа така и која е точната главна цел на инспекторот? Сигурно не е да казнувате Знаете, постојано. Така, има доста луѓе поврзани се со одредени субјекти во општината во град Скопје и не е баш пријатно кога дојде инспекција. Меѓутоа треба да се знае дека основно начело во работата на инспекторот не е казна, него опомена и укажување на неправилноста. Ете така. Никогаш инспекторот прва не смее да казне доколку нормално действото не представува опасност по животот и здравјето на луѓето и за заштита на животот средина. Тоа не смее да има проблем. Меѓутоа некои мали, така неправилности кај што може да се реши проблемот со опомена, го решаваме со опомена. После станува некои пријатели добри, нели? Меѓутоа на голем број на луѓе не им е пријатно кога ќе дојде инспекција, верувајте, значи буквално ние знаеме на што сме изложени. Знам дека колеги се и физички нападнати. Да, тоа ќе ве прашав Така, колку Еве јасно да кажем обид за физички напад од мене, меѓутоа све тоа су го приело. се чувствувате ли безбедно во професија? Значи јас кога работам, знам што работам. Меѓутоа народот не е свесен некогаш. Вете, имаме луѓе со различна свест. Некој не е свесен дека прави прекршок. Кој ќе го казниш нормално дека гледаш дека со опомена не можеш да ги постигнеш ефектите, пишуваш казни и не му е пријатно. Значи прво пробува ако си сам, нели, или двајца ако сте да може он да го реши проблемот на негов начин. Ако сме повеќе гледа дека не може,
Нормално се фаќа. Македонија е мала, секој се знае. Пробува да фаќаат нели контакти и комуникации да поминат полесно, меѓутоа така ви кажам, не сме да има пардон кога станува збор за загадување на животот. Многу надлежности, успеавме да отвориме повеќе теми околу сите нив, еве да не заборавам, тука ми се напишани оние нерегистрирани хабарисани возила кои што Така е. исто така Да, има голем број на нерегистрирани возила, јас како комунални инспектор имав порано многу надлежности и сум кревал на територија на Кисела вода и стари возила и стари приколки, меѓутоа со новите законски ингеренции ние можеме само да опоменеме и да му кажеме на собственикот на возилото да во рок од 8 или 15 дена да го дислоцира тука, да го однесе у депонија или да го продаде на крај крајеви, или му даме рок од 30 дена да го регистрира. И повторно да го стави во состојба возна, доколку не испочитува у нашите нели што му ги даваме насоки. Се во МВР и доаѓа согласно закон за безбедност на сообраќајот, хабарисаното возило се подига од тоа место и се носи на соодветно место. Да, има голем број, гледам овде во општина Центар, има доста колегите ставиле на лепници. Тој проблем мора да се реши. Јас никогаш не ми се јасни собственици на возилата, му стои 5 години регистрирано. Или направи го, да го возиш, коригирај го или продај го на крај некој однесе во отпад, барем он ќе земе некоја заработувачка, тоа место ќе биде празно, ќе може да го паркира некој нормално возило, а со самото тоа и ја штитиш животот сред средина од загадување. Тоа возило многу загадува хабарисаното. Да. Старо железо регјосува, се испушта CO2 и тоа се такви процеси на оксидација и така. Еве и уште нешто вака ми се нафрли во темата, кога говориме за отпад, за фрлање на отпад, кажавме дека оние фрижидери, оние поголеми телевизори работи народот е научен да се ги фрла. Многу ви е добро прашањето, научен да се ги фрла во контейнери каде што креветите од дома. Тоа обично напроти не сум кога се чистат подруми, кога се чистат спајци, значи треба да знаат, така. Прашањето ми е на место. Треба да знаат граѓаните дека оние што гледаат контейнери на улица се само за комунален смет, значи остатоци од храна, кесички, мали картончиња, све. Све друго што спаѓа во габаритен материјал, предмети од домаќинство, фриждери, фотели, маси, столици, дека тука не има местото. Значи, ако забележам некој да стави фриждер, стар, не знам, стара гарнитура, се знае кај се носи таа. Комунална хигиена има свој број оставено, каде што може народ да го одлага отпадот у Карпо, што е локација, бесплатно да им го земе отпадот, дали е гражен шут, дали е некој кабас материјал, а не сме да стои покрај контейнер. Некој дома реновира, да кажеме, WC тоалет, плочките стари, тоа све го остава покрај контейнер, што е стварно, мислам, спротивно на закон. И тука буквално верувајте, не сме да има пардон. Не е должна комунална хигиена, не ако без разлика оние што имале проблем во собирање на ѓубрето, имале проблем, сме извлекле некоја глоба, не се должни да се собираат они стари фрижидери, стари, не знам, фотели, телевизори, се што не е комунален отпад. Значи, они не се должни да го собираат тоа. Меѓутоа, некогаш им тоа мора да соберат. А ние како инспектори, тоа појава гледаме колку толку да ја намалиме, значи. И соработуваме со други субјекти, например, во рамките на мојата општина соработувам со други сектори, например, местна самоуправа, во секој дел на општината си има секретар на местна заедница. Со едно укажување на едукација на граѓаните, со трибини, со семинари, и објаснуваме дека како се почитува законот за јавна чистота, каде се носи тоа ѓубре, кај треба да се однесе, да не се створат диви депони, не само диви депони надворот урбани средини, него има диви депони буквално и во центарот. Кај што контейнерите се преполни со она што не треба да биде полно, значи. И му кажуваме, ви реков со трибини, со такви работи, со едукативни некои часови, јас сум го правил тоа, јас сум држал некои едукативни семинари, дека се знае кај се фрла комунален смет, остатоци од храна, од зеленчук, од овошје, од такви работи, а кај се фрла гадежен шут и кабас материјал и предмети од домаќинство. Се знае, си има закон. Ја потврдивте соработката со останатите институции, останатите тела. Како оди соработката, односно колку се работи според европските регулативи, европските директиви за здрава животна средина? Да, па знаете, некои закони, јас сум бил и кога се семинари, кога се носеле тие закони, во законот се вметнуваат некои членови што предлагачот на законот, тоа се правници, нели, мора да ги вметне, пошто се европски инструкции. Се со цел да се намали штетноста на факторот загадување. Значи, тие се вметнати со цел да се влие на свеста кај граѓаните,
за да се елиминираат оние несакани работи, фрлање на ѓубре, оставање на шутеви, палење, горење. Тие се регулативи кои што мора ние да ги почитуваме, како ние сме, значи, инспекторот не прави закони, инспекторот спроведува закони. И задоволен сум што голем дел од тие изготвувачи на законот бараат и од нас мислење. Што треба да се внесе, што треба да се тргне од законот, а и нормално ние ги почитуваме нив, пошто вметнуваат некои законски регулативи, све во интерес на граѓаните, за јавно добро, за заштита на јавниот интерес, за заштита на културните добра во државата, за природното богатство, нели, што го имаме ние. Господин Антонио, потврдивме ли, односно го подценивме ли значењето на здравата животна средина ние како поединци? Да. Точно е тоа. Јас го тврдам тоа, значи буквално. Значи се полоши отработиве. Ние за нашата работа можеме да се извадиме. Имаме напишано глоби, доста голем број на глоби, меѓутоа гледам дека свеста кај народот не е уште незавидно ниво. Секој честни случаи, имам и луѓе што доаѓаат кај мене, прашуваат кај да го фрлам ова, кај да го одложам ова, им давам насок. Иако тоа нема обврска. Постојат други служби во општината, сектор за местна самоуправа, сектор за комунални работи, кои што се должни да им овозможат на тие луѓе начин, постапка каде тој отпад да го депонираат. И тоа ме радува што 2-3 пати годишно се прават акции, значи се ставаат големи контейнери во соработка со комунална хигиена, каде што народот во рокот 10 дена или 7 дена со известувања јавни по интернет, по медиуми, по социјални мрежи, се знае дека тие 7 дена све што имаш од дома буквално можеш да го ставиш во тој контейнер. Покрај што акции. И да ви кажам, значи што рековте, света ние на многу ниско ниво за жал. Тоа го тврдам јас и го потенцирам и верувајте, голем што сум се запрепастил, голем дел од тие луѓе што го прават тоа имаат некои своји контакти со некои организации, со некои видни личности, како да се осеќаат храбри да го прават тоа. Охрабрени се, меѓутоа тоа за мене не ме интересира, значи ниеден инспектор не треба да гледам која странга со кого се знае, со кого се познава, меѓутоа се гледа делото. Си направил штета или не си направил? Таа штета подлежи опомена или подлежи казна? Подеднаква за сите. Покрај тоа што инспекторите опоменуваат, казнуваат, играат и квизови. На крајот, ајде малку за тоа. Само да кажам дека со мојава емисија која што јас знам дека вашата емисија како водителка што обработуваат разни теми и оваа ќе најде еден позитивни вибрации кај граѓаните, дека ќе гледаат и дека ќе сватат, мислам дека ме знаат многу добро они мене и дека ќе се надам дека барем кај мал дел на популација дека влијам позитивно, да им влијам малку на свеста, на совеста, ако правеле проблеми да не прават. Знаете, мојата работа е интересна што со некои луѓе ќе станеш пријател, си ги опоменал, не си ги казнил, они тоа го памтат, ме поздравуваат кај ќе видат у продавници, во маркети, на улица. Тоа ми представува задоволство. А има луѓе што сум ги казнил, па ме видат непријатни, меѓутоа јас сум со исправена глава, барем до сега. Ајде викам што било поминало. А тоа точно е да одам и на забавни емисии што се организираат во Македонија, квизови, значи надпревара на знаење. Редовен учесник сум. За жал нема повеќе квизови во Македонија, освен оние што се на една приватна телевизија, два се, меѓутоа тоа не е онака класично знаење енциклопедиско, повеќе се удира на акцент на шоу, на забава. Така, ни фалат квизови. Квизови, да, буквално кај што да продолжат ќе го презентира своето знаење енциклопедиско, познавање од историја, географија, хемија, такви области. Ми представува задоволство што одам на тие емисии, дури имам настани кога ќе отидам на инспекцијски надзор, па странката, те гледав, жена ми за тебе навива, детето моје те гледаше цела ноќ, бил сте и позитивен впечаток, викам, тоа е една работа, а сега ќе го направите тоа. Нема проблем, знаете. Така. Тие емисии позитивно делуваат кај граѓаните. Да, инспекторе, ворете, гледавме на телевизија, знаеме дека родиш по закон, сме направиле грешка, ќе го коригираме тоа, ќе ви известиме лично ако треба. Тоа им представува задоволство. Ме знаат луѓето кисела вода. Сега сум малку од Ѓорче Петров работам, меѓутоа и таму гледам дека не знаат. Не сум бил на квиз за жал повеќе од 5 години, меѓутоа добро е што ете се оставиле некоја трага. Да, тоа наистина ме радува. Да, не се надеваме дека ќе има и некои нови квизови. Порано имаше многу квизови на сите телевизии, мислам приватни што постојат и на државна телевизија имаше. И сите имаме кабеловски оператори, гледаме дека на некои државни телевизии по 3 квизови има на една телевизија. Така. Сабота, недела едни одат дури буквално има секој ден, значи тоа се како семејни квизови на хрватска телевизија, на телевизија Србија.
Се надам дека е апел до сите, а има доста луѓе што ги знам што феноменално знаат да го подадат квизот. Значи буквално да прават прашања. Ја ќе посакам повеќе да ве гледаме таму, Така, отколку повеќе да ве гледаме да. со тие опомените и казните. Додека постојат квизови, јас скидам, тоа ме опушта, ме релаксира. Има луѓе што секоја чест, има луѓе, знаете, верувате, има толку многу луѓе што знаат од општа култура работи, а се на маргините на општеството. За жал, мислам, не може да си го фата тоа место што им припаѓа во општеството. Има толку многу знаења, толку многу области, начини на однесување на култура, на свест, на буквално на сите оние можни принципи што треба да го обликуваат човекот, да се на маргините за жал. А се феноменални квиз мајстори, да. Убаво е да има квизови, апел до сите предлагачи и до телевизија. Еве се надеваме дека ќе ве видиме и следно на некој квиз. Ми представува задоволство, да. Така, до тога што станува да останете вака посветени во на кое што го работите, ви посакувам успех, посакувам да се подигне свеста на секој еден од нас. Господине Антонио, ви благодарам што да само да кажам апел до моите колеги инспектори од другите општини, од другите градови во државата. Ние си имаме издружение на комунални инспектори, соработуваме се, помагаме. Значи, буквално да работат по закон. Не е битно кој е чиф, кој е зошто. Ја, например, имам кандидат фирми што работат за општината. Значи, буквално работат за општината. Добиле на тендер некои поволности, меѓутоа не испочитувале некои правни принципи, не испочитувале некои законски обврски, се однесувале некултурно, а и многу, значи, ние си имаме и кодекс на однесување. Значи, се пристапуваме кон странката како што треба, според кодекс, се легитимираме, а и странката ќе се однесува коректно према нас. Можам јас да приемам по полиција за омаловажување, за навреда. Значи, буквално сум казнувал и фирми што работат за општината. Значи, не се придружувале кон некои работи што им биле врзани со договорот и сум морал да им влечам глоби. И тука сум правил без пардон, без разлика кој со кого се знае, кој како прави, законот важи за Законот важи за секој подеднакво и се надеваме дека ви благодарам и на вас за поканата. Ви стоам на располагање, ми беше задоволство што учествував. Ви благодарам уште еднаш за времето, се надевам дека ова интервју ќе допре до нашите гледачи, се надевам дека ќе ја подигнеме колку толку свеста за здравата животна средина, затоа што тоа е навистина и потребно. Се гледаме во некое наше наредно телевизиско дружење. Благодарам. Почитувани гледачи, се надевам дека ова навистина ќе допре до вас. Успеавме со господинот Антонио, комунален инспектор, Антонио Таневски, комунален инспектор и советник во општината Кисела Вода, да отвориме неколку важни надлежности од неговата професија, да споменеме нешто повеќе околу значењето на здравата животна средина. Се надевам дека свеста навистина ќе се подигне и дека секој поединец ќе тргне од себе во сето она кое што го прави. Затоа што навистина здравата животна средина не треба да ја потценуваме, важна е за здравието, здравието е важно за секој од нас, така да останува да делуваме токму во таа насока. Ви благодарам уште еднаш за вниманието, ќе посакам да останете здрави и живи и да се видиме за 7 дена од сега.